Тоа е текстот кој ќе го разгледаме. Малку тонот е поинаков во споредба со онаа што го читавме, што го разгледувавме досега. Инаку по природа ова послание си е така воинствено. Затоа некои велат дека ова е највоинственото послание на апостол Павле. И зашто во него тој се бори, војува. Има непријател, противник, лажни учители и тој се бори, не отстапува од вистината. Во едно од минатите проповеди го споредивме со Киклопот Хораци, кој според легендата сам се бори на реката Тибар да не влезат овие непријателите, противниците. Така Павле се бори во Ерусалим, насекаде каде што е, тој се бори против тие лажни учители и не отстапува ниту за милиметар. Меѓутоа во овој текст овдека неговиот тон е така понежен. Тој не е како воин, туку е како мајка. Како мајка кон своите деца, како мајка која ги носи во утробата своите чеда и искусува породилни маки да ги доведе во свет, во живење. Тој, како што Августин го нарекува лав Божи, овдека е мајка која се грижи така да неговите духовни дечења се преобразуваат. Како што во утробата на мајката она зародишот се преобразува, доживува една метаморфоза, така апостол, и сето тоа, значи агонија и родилни болки, така апостол Павле сето тоа го споредува со неговото искуство и неговата грижа тие бебиња да се преобразуваат, да доживеат она христоморфоза, преобразба во Христос. Ајде се подсетиме малку на се она што говоревме досега. Веќе кажевме дека ова послание Павле го пишува до галатјаните, тоа до луѓе кои се негов плод на неговото служење во Галатија. На првото мисионерско патување тој ги основа тие цркви и тие луѓе се доведени во верата во Христос преку таа негова служба. Меѓутоа кога се заминува, доаѓаат јудеи, христијани кои почнуваат да учат дека сега кон таа вера во Христос треба да го додадат законот. Тоест треба да се обрезат, да станат евреи, прозелити. За да бидат навистина Божи народ, да бидат навистина примени од Бог, тие треба да станат евреи. И за да некако ги убедат уште повеќе во сето тоа, почнуваат да го напаѓаат Павле. Дека тој не е вистински апостол, дека неговото учење не е вистинско учење. И во одговор на таа опасност за галатјаните да се одвратат од благодата, од верата во Христос кон стариите практики, тој го пишува во послание и затоа е и како воин во тоа послание. Затоа воинствено пишува. Што е војната е сериозна, војната е за душите на тие луѓе, за придобивање на тие души. И на почетокот во првите две глави видовме дека тој дава аргументи за своето апостолство, дека неговото апостолство не е по ништо, во ништо помало од апостолството на Петар, Јаков или оние други големи апостоли. Потоа кажува за своето, за евангелието, учењето, дека тоа исто така е директно од Бог и дека самите апостоли потврдуваат, авторитетите потврдуваат дека евангелието кој го проповеда Павле е Христово евангелие. И продолжува потоа во 3-та и 4-та глава за учењето. Тоа се доктриналните глави. Ако првата и втората се текстови кои се апологетски, т.е. Павле го заштитува и служењето и учењето, 3-та и 4-та глава веќе е суштината, доктрината која што тоа проповеда, т.е. докажување дека благодатта, евангелието на благодатта е вистината. И дава примери од Стариот Завет,
најчесто од животот на Авраам. Бог склучи завет со Авраам. Тој завет беше склучен на база на верата, уште пред да го има законот, уште пред Мојсей да го даде законот. Даде ветувања на Мојсей, на Авраам, благослови. И видите дека тие благослови се однесуваат на потомството на Авраам. И преку цело време всушност Павле сака да докаже дека оние кои веруваат во Христос како потомокот на Авраам се Божји деца, и синови на Авраам. Тие се наследници на потомството. И нормално се поставя прашањето тогаш зошто е законот. И во поголем дел од 3 глава Павле преку илустрации ја покажува суштината на законот. Законот е како еден темничар да го затвори човештвото во темнината на гревот, во една безизлезна состојба за да го побара Христос, спасението од Бог. Исто така законот е спореден како со еден педагог, еден воспитувач кој го води еврејскиот народ до Христос, до едно полнолетство, до потребата во Христос да ја најде својата слобода духовна, своето спасение. И сега, откако поминува ни сето тоа, Павле се враќа пак во овој текст на онака како што почна во 3 глава. Се навраќа на неговите односи лични што ги имал со галатјаните додека бил со нив, кога биле основани тие цркви таму. Ги подсетува повторно на искуствата што ги имале тие верници кога поверувале, кога го слушале Евангелието на благодата, тоа каква радост имале, тоа какво пријателство изградиле, тоа каква меѓусебна љубов имале еден кон друг. И како сето тоа се остава настрана, поради нели, и се враќа од таа слобода што имаат во Христос, од таа позиција на Божји деца, како дел од Божјото семејство, се враќаат повторно во робство. Од деца на слободата, синови на Бог, се враќаат во синови на робството, позиција синови на робството. Тоа е у суштина, нели, овој текст што ќе го разгледаме и потоа ќе продолжи до крајот на 4 глава. Ќе видиме пак со уште една споредба од Стариот Завет преку децата на Авраам, еден син кој беше на робинка и син на слободна жена. Ајде да видиме како сето тоа Павле овде како представува. Вели, од синови на Бог повторно се враќате кон позиција на робство на стихиите. И вели, но тогаш, бидејќи Бога не го познававте, им служевте на богови кои по својата природа не се богови. Се враќа, ги подсетува како живееле порано. Порано вели, вие не го познававте Бог. И нормално, можам некако да сватам, бидејќи не го познавате вистинскиот Бог, да служите на богови кои не се и богови у суштина, на некакви идоли. Идолите, тоест боговите во другите религиозни системи, во паганството, не се богови, вели Павле. Ги почитуваат како богови, ама не се богови. Зашто има само еден вистински Бог. Ако пак одиме во 1 Коринтијани 10:20, Павле ја покажува таму уште појасно суштината на тие идоли. Вели, она што го пренесуваат незнабожците како жртва, го пренесуваат на демони, а не на Бог. Јас пак не сакам да бидете во заедништво со демоните. Всушност, вели, за тие идоли, за тие богови што ги почитуваат паганите, стојат демони. Зад Молох, зад Ваал, зад Ашера, зад Зев, зад Јупитер, уствари стојат, живеат демони. И луѓето, почитувајќи ги, поклонувајќи, градејќи култ кон тие идоли, кон тие богови, всушност се поробуваат под тие демони. И затоа живеат во еден постојан страв, дека треба со својот живот, со своите постапки да им угодат. Зашто во тој анимистичен свет, во таа анимистична представа за светот, тие суштества, духовни суштества,
се вмешуваат во животот на човекот, обично се зли во својата природа, бараат да им се угодува, да им се носи жртви, да се прават ритуали, зашто инаку ќе се налутат и ќе го казнат човекот. Ќе донесат болест во семејството, смрт ќе донесат, ќе умрат животните, нема да раѓаат нивите, ќе донесат суша. Тоа се во суштина тие богови во кои верувале и тие луѓе, во кои што верува и денес човекот кој не го познава Христос, вистинскиот Бог. Живот во страв, во суеверие, дека ако не ги исполнува сите тие правила, ќе биде казнет. Ако му се јави на сон умрениот роднина и ако не му однесе на гробишта храна, тој може да го казни, да донесе болест во семејството. Тоа е тој култ кон мртвите или култ кон некои предмети. Ако на некој празник ако треба да се скине врба, гранка од врба или од дап, и ако не се донесе дома, ќе се случи нешто страшно, ќе дојде болест. Зато и тие ритуали, правила, обичаи и така натаму, задолженија за човекот, се воведени од страв, за да се угоди како должност пред тие божества, пред тие идоли. И Павле вели, вие го правевте, вие живеевте во тоа робство, во тој страв, во тие стихии, првобитни стихии на светот, како што е минатиот пат. Живеевте порано во тоа робство. И можем тоа некако да го сватам. Сега, објективно земено, нема никој оправдание. Зашто во Римјаните, првата глава, од 18 стих натаму, Павле вели, никој нема оправдание да го отврли вистинскиот Бог, зашто самото создание, целата околу нас Вселена, сведочи за тоа кој е вистинскиот Бог, каков е усуштен вистинскиот Бог, дека тој е бескраен, совршен и никој не може со своите дела да му угоди, тој треба да застане пред него и да каже, не можам, биди милостив кон мене. Но тука Павле така приоѓа малку филозофски вели, во ред можам да сватам порано, бидејќи певте во темнина, немавте познавање за Бог и живеевте во робството на легализмот, во стравот. Меѓутоа, сега, откако го познавте Бог, како може сега, откако ја видовте, откако почувствувате радоста на спасението, откако влеговте во општене со Бог, откако станавте деца на Бог, станавте дел од Божјото семејство, откако ја искусивте сета таа радост, пак се враќате назад во тоа робство на стихиите. Тоа, вели Павле, не можам да го разберам. Сега некој може да реагира и да каже, ама тие не се вратиле кон елинистичкиот пантеон, тие сега не се поклонуваат на Зевс. Сега тие се насочени да се покорат на законот, на еврејскиот закон. А еврејскиот закон нема ништо заедничко со паганизмот. Напротив, првите две заповеди забрануваат поклонение на идоли. Да не си правиме ништо поналик на она што е на небото, земјата, воздухот, водата и така натаму. И во тој поглед би било неправилно да кажеме дека сега тие се враќаат кон паганизам. Не, идејата е сосема поинаква. Суштината на Мојсеевиот закон и суштината на паганизмот или поклонението на идолите е една и иста. И во двата система, и во еврејскиот легализам, и во паганизмот, човекот треба со своите дела да придобие наклонетост од Бог. Човекот се труди, работи, за да му се допадне на Бог и така да го добие спасението. Тоа е суштината. Ти ќе правиш, ќе живееш во страв. Како една должност пред Бог да ги правиш тие работи, зашто инаку Бог ќе те отврли. Бог ќе те казни. И тоа е суштината и на законот. Ти треба да работиш за да му угодиш на Бог. Ти треба да ги исполнуваш сите тие нешта за да го придобиеш она спасение, ти сам да го изработиш.
И во тој поглед, сите тие работи, сите тие системи Бог ги нарекува стихии. Бедни и слаби стихии. Минатиот пат го објаснивме зборот стихии, тие се оние првобитни, основни принципи некои. Во било кој поглед, овдека тој говори за духовниот живот. Бедни се, вели Павле, и се слаби. Зошто се слаби? Зашто тие стихи, тој систем задолжува, го натоварува човекот, става јарем, но не дава сила. Тоест, целата одговорност паѓа врз човекот, неговите сили, неговите напори, неговите усилби. Не го променува човекот, не го прави подобар човекот. Човек исполнува правила, но тој не се преобразува. Затоа се слаби и се бедни, зашто на крајот на краиштата усилбите во паганизмот или законот, легализмот, не го стекнуваат она кон што се целат. На крајот не го придобиваат Бог. И не ги придобиваат богатствата Бог, наследството. Со легализмот човекот не може да стане Божјо дете. Тој треба да биде прифатен од Бог како Божјо дете по благодат. И затоа Павле ги нарекува слаби и бедни. Зашто на крајот не носат никаква вредност во животот на човекот. Едноставно само осудуваат. Единствен различен систем, духовен, религиозен систем е христијанството. Зашто во христијанство се говори за благодат. Човек станува Божјо дете по благодат. Спасението е подарено. Се е дар. И таа преобразба што се случува, за која понатаму ќе говори Павле, повторно е по благодат. Сето тоа го врши Бог. Таа христоморфоза, таа преобразба е дело на Духот во нас. Единствениот возможен начин за да се стигне таа цел, вели Павле. И затоа Павле, како може вие, кога веќе го добивте тоа како подарок, додека уште бевте во гревот, во темнината, сега пак да се враќате во робството назад. И овдека Павле повторно го истакнува дека тоа е по благодат сето тоа. Вели, а сега откако го познавте Бог, или подобро кажано, или поточно кажано, откако Бог ве позна. И во двата случаеви тој го користи зборот гиноско. Значи, има разлика меѓу зборот знаење, гносис, и зборот познавање или гиноско. Овдека е зборот познавање, не знаење. Тоест, зборот гиноско значи познавање, запознавање со некој, се поголемо познавање на некој кој се случува бидејќи има зближување, бидејќи има градење на еден длабок однос. Како ние растеме, како ние познаваме некој повеќе? Тоа што се зближуваме се повеќе со него. И така доаѓа тоа познавање. И, например, се тие зборови што во Стариот Завет се користат за мажот, кога ќе отиде, ќе легне со жената, или ја позна жената. Зошто сопругот и сопругата имаат најдлабоко познавање еден кон друг, бидејќи тие се знаат дури и телесно, најинтимно, така да кажем. И тоа е идејата на тие зборови кои ги користи овдека Павле. Вели, кога вие бевте во темнината, кога вие се поклонувавте на тие демони, на идоли, Бог ве позна. Бог се доближи до вас. Да ви стане близок, за да може и вие да станете близок со него. Дури во Ефесијаните вели дека тоа познавање се случило уште пред да постои светот, уште пред созданието, уште тогаш Бог не позна, уште тогаш Бог го донесе тоа решение да му бидеме блиски, да стане близок, интимен да стане со нас. И тога, и вели Павле, Бог ве позна и вие сега го познавате. Кога? Зошто Бог ве позна? Зашто вие кога бевте во темнината и се поклонувавте на идолите, ја баравте вистината и се чудавте, ови ли се богови или има некој вистински Бог? Не, вели Павле. Не, тој по благодат, тоа е неговата милост кон вас. Тој ве позна
И сега вие живеете со него во еден близок однос. И затоа е големо тоа чудење на апостол Павле. Кога Бог го направи тоа со вас, ве доближи до него. И вие почнавте да живеете во неговата близина. Вие бевте оттргнати од стравот на идолите, тргнати од темнината, станавте деца, ви подари наследство и сега вие пак се враќате кон тие слаби и бедни стихии, на кои одново сакате да им служите. Вие пак ли сакате да служите на јаремот? Сакате пак јарем на вашиот врат. И за овој зборот враќате е во сегашно време, продолжително, тоест не говори за дефинитивна состојба. Тоа е процес. Тоа сака да каже, вие сте на пат, се враќате натаму. Не сте таму, но сте во некој процес на враќање, тоест има надеж за вас. И затоа Павле се бори да го прекине тој процес. Да не се одвратат од благодатта. Она всушност, очигледно не се уште обрезани, она што Павле тука го спомнува е внимавање, тоа е исполнување на работи од еврејскиот календар. Саботата ја вклучиле, па некои празници, денови и така натаму, кои се од Мојсеевиот ритуален закон. И вели, зошто сега почнуват ги воведувате тие работи кога живеете во слобода? Сега, овдека, ако бидеме искрени, кажем дека овој не е сериозен проблем. Не е зашто самиот Павле кој беше слободен цел, најслободниот можеби христијанин кој живеел на земјата, во тој поглед, во благодатта, тој самиот многу пати се ограничуваше и своите служења ги усогласуваше со тој календар еврејски. Пасха, празници и така натаму. Или кога требаше да оди меѓу евреи, например, го обрза Тимотеј. Иако Тимотеј беше христијанин, но заради евреите го направи тоа. Тоест, кога беше со евреи, се образуваше со тие празници и така натаму и обичаи. Кога беше со неевреите, воопшто не ги третираше тие работи. Меѓутоа Павле вели дека сето тоа го правеше за да ги придобие луѓето за Христос. Кога ќе влезеше во синагогата, тој се однесуваше како евреин според сите тие правила. Ке си ставеше она што треба на главата и сите останати работи. Меѓутоа, проблемот и ние сме, во тој поглед, и ние сме ослободени од должноста. Тоест, како должност од Бог сме ослободени од придржување кон било каков календар, кон било какви од законот или од нашата културна практика и црковни така натаму од такви празници. Зашто ние немаме должност кон Бог да се придржуваме кон тие работи. Меѓутоа, ако тоа е во прилог на спасението, ако тоа е во полза на ширењето на Евангелието, не е проблем. Не е проблем ако има во нашиот црковен календар, кој веќе влегува и во секуларниот календар, има денови кои се празнуваат. Например, има прошка се има еден ден, прочка. Сега, има еден куп ритуали што треба да се вршат за прочки, ако луѓето не ги извршуваат, доаѓа стравот дека ќе им се случи нешто. Но тој ден прочка можеме ние да го употребиме, за да им кажеме на луѓето кој е вистинското простување. Кој е проблемот? Каде е проблемот? Каде Павле го луцира проблемот? Кога тие работи почнуваат да се исполнуваат како должност кон Бог. Морам јас да се придржувам кон тоа, зашто инаку Бог ќе ме казни. Суеверието. Павле го гледа овдека проблемот. Ви почнувате тие работи да ги практикувате, сметајќи ги како должност пред Бог. Како ваши дела кои ќе го придобијат Божјото внимание кон вас или Божјото спасение. И така станувате робови на бедните и бесплодни стихии. Целиот текст укажува на тоа дека тие почнуваат да ги вклучуваат нештото од Мојсеевиот закон како должност пред Бог, како нешто кој ги води во близина до Бог. И на тој начин отврлаат благодата и ризикуваат од паѓање. И како резултат на ова,
И на крајот вели се плашам, нели, да не сум се трудил меѓу вас попусто гледајки ја таа патека по која тие тргнале да одат. Но има надеж. Во тоа послание се гледа таа надеж дека не е попусто тоа што се трудил меѓу нив. Тој продолжува да живе во тие родилни маки. И сега како резултат, ќе отвориме се, како резултат на тоа излегување од благодатта, се променува и нивниот однос. Порано имаме однос на благодат, живот во благодат, живот како синови на Бог и еден однос на пријателство. Сега имаме застранување кон законот и веќе еден однос на непријателство. Дури односите се променуваат. Односите меѓу луѓето некако да зависат од тоа во каков духовен систем живееш. Ве молам, браќа, тука им кажува прво во 12 стих, станете како мене, затоа што и јас станав како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле. Кога бев меѓу вас, кога дојдов меѓу вас, јас бев евреин, и се уште сум евреин, вие бевте пагани. И вообичаено било евреите да гледат од високо на паганите. Меѓутоа, јас кога дојдов меѓу вас, бев како вас. Јас дојдов како грешник спасен по благодат од Бог. Не дојдов како евреин. Но сега нешто, и живеевме заедно, јадевме слободни, се што човек слободен да јаде. Ослободен од сите легализми и правила. Сега, каква е ситуацијата? Сега вие не сте како мене. Вие сте поинакви. Сега вие сте евреи. И се создава едно непријателство. Би било нормално јас како евреин, вие како неевреи да имаме во таа насока непријателства. Јас да гледам на вас како непријател. Но јас станав како вас додека бев. Сега вие стакате да станете евреи и да гледате на мене како на некој кој не е евреин, кој не го исполнува закон. Затоа ве молам, станете како мене. Вие кои сакате да станете евреи, станете како мене. Станете како човек кој живее по благодат во Христос. Вратете се на онаа време. Ги подсетви тука, нели доаѓа она пак од минатото. Сеќавате, јас вели кога бев меѓу вас, бев болен, телесно слаб, и тука користи некои зборови кои асоцираат на непријатност, на гадење. Очигледно дека Павле имал некаква таква болест која предизвикувала кај луѓето непријатни чувства, гадење. Вели, и покрај се, вие не се гадевте од мене, кога бев прв пат, вели, ви проповедав, бев телесно немокен и пред сето тоа вие не го презравте искушението на моето тело, ните се погнасивте од мене, туку ме примивте како ангел Божи, тоест како дури и како самиот Исус Христос. Сака да каже со каква почит. И тоа зошто? Зошто вели ви проповедав. Тие слушаа за благодата, го слушаа Евангелието и љубовта во нив, таа радоста од Светиот Дух, сите тие работи, плодот што доаѓаше беше таа љубов. Се не знаеме точно што имало со Павле. Има предпоставки, некои велат маларија од комарците во Јужна Азија, други велат дека имал епилепсија апостол Павле, па кога испагел во тие состојби епилептични, тие тоа не ги одвракило тоа луѓето од него. А пак најверодостојно она толкување според кое Павле имал офталмија, тоест болест на очите, кој предизвикува отекување на лицето, деформирање. Има такви сведоштва дека постоела таа болест во тој дел, Блискиот Исток. Има понови сведоштва од времето на Наполеон, кога тргнал кон Исток да освојува. Голем дел од неговата војска се заболела и дури ослепели, и тој се откажува од таа намера. Идејата е дека самата негова појава била непријатна. И овие галатјаните, воопшто на тој тест, пред кој тие били исправени, дали да погледнат со презир
кон него, пишува Павле, до таа мера вие ме засакавте, но такво пријателство се создаде меѓу нас и тоа благодарение на тоа што бевме во благодата сите, во љубовта Божја, не во неков легализам. Вие бевте дури спремни и очите да си ги извадите за мене. И се може би тие познавали она анекдот, легенда или не знам што било за двајца скити. Едниот скит бил фатен од непријателите, тој многу молел да го пуштат и на крајот тие, подигрувајќи се со него, му рекле, ако се ги извадиш очите, ќе ти го пуштиме непријателот, твојот пријател. И тој се ги извадил очите. И тие го пуштиле. Меѓутоа, кога пријателот видел по каква цена, нели, тој е спасен, не можејќи да огледа слепилото на својот пријател, решил тој да се ги извади очите. Тоа е идејата овдека на Павле. Па го гледат галатјаните како се мачи со очите и бидејќи толку големо пријателство и ти сакат, спремни се и они да се ги извадат очите, но да не ја гледат маката на Павле. Значи, целата таа идеја е вклучена. Каква близина има во таа благодат. Меѓутоа, нели, се смени. Се смени. Ги прашува в 15-тиот стих, каде ви е сега радоста? Вие веќе не сте истите луѓе. Имаше радост, сега веќе нема радост. Вие се свртувате кон законот, кон легализмот, но легализмот не носи радост. Што носи легализмот? Легализмот го поробува срцето на човекот. Легализмот носи ривалство, носи надпревар. Легализмот носи докажување. Кој е поголем? Кој ќе се покаже повеќе пред другите, кој повеќе направил? Тоа е легализмот. Сега ние стануваме евреи, а ти се откажа од еврејството, ние сме поголеми од тебе. Во благодатта сите застануваме како ништожни пред Бог. Се зависи од Бог. Тој е заслужен за се. Нема место за фалба, нема место за гордост. Има место само за љубов, во таа Божја љубов која е покажена. Сега, вели Павле, стануваме непријатели. Затоа ли стана ваш непријател? Тој говори како за една конкретна реалност. Вие гледате на мене како на непријател. Не гледате како на човек кој помина низ агонија за да ви го донесе Евангелието. Само заради тоа што јас ви ја кажувам вестината, а вие ме отфрлате и ме третирате како непријател. Зошто? Зашто сметате дека тоа што ви го говорев и таа радост што ја искусивте и тој живот што го имавме заедно, го отфрлате. А прифаќате нешто друго. На крајот тој ја кажува вистинската причина за сето тоа. Но ништо ново би кажале овдека. Вистината не е добродојдена. Тоа е проблемот. Сте го искусили, може би, јас сум го искусил. Кога човек доаѓа до верата во Бог и разбира вистината и почнува со радост да разгласува таа вистина, тој не идува на опозиција кај блиските, кој не со кој живеел во голема близина. Додека бил на масата, пиел и ги правил сите оние неморални работи, бил добар. А сега кога се каже, се предупредува за опасноста и тоа најдоброто, со најдобра намера, со најдобро пријателство, ти веќе си третиран како непријател. Како некој кој не мисли добро. Колку беше добар порано, кога беше со нас, а сега каков стана. Тоа е нешто слично овдека. Беше добар додека беше во законот, додека ја гонеше црквата, сега кога ја позна благодатта во Христос и почнува да говори, тој станува лош. И тој однос сега се префрлува и врз галатјаните. Тој однос што го имаат јудеите христијани кон Павле, тие го наметнуваат и на галатјаните. Тие се непријатели кон Павле и вие ќе бидете сега непријатели со Павле. Тоа е зошто? За тие на крајот да бидат оттргнати од таа благодат во Бог, а со тоа да бидат оттргнати и од Павле и да бидат
некако починети, покорени кон тие јудеисти. Вели, тие не ревнуваат за вас добро, туку сакат да ве одвојат од мене, да вие за нив да ревнувате. Знаете што значи да ревнувате за нив? Со една посесивност да ги следите, да станете буквално нивни робови, нивни слуги да станете. И тоа до таа мера што едноставно не можете да живеете, зависите целосно од нив. Не можете без нив. Тоа е она што го прави легализмот. Легализмот, сушност, преку наметнување на правила, се обидува да го пороби човекот кон човекот. Човекот кон човечкиот систем. Целта на легалистите е да ги направат луѓето не деца на Бог, туку своји следбеници. И тоа го кажува многу јасно и во Коринтијаните, апостол Павле, за тие лажни учители кои доаѓаат таму. Тие доаѓаат овдека за да ве поробат под својот авторитет, да ве направат своји следбеници. И потоа да се задоволат со таа постигната цел. Еве, успеавме да ги направиме наши следбеници. И не бират средства за тоа. Дори ние можеме да го видиме тоа од посланието. Секакви клевети фрлаат срещу Павле. Неговото апостолство, учење, се што тој прави рушат, за да можат да ги доведат луѓето под својот авторитет. Знаете ли, во легализмот нема љубов. Во легализмот нема прифаќање. Во легализмот ти гледаш само конкурент. Кој ќе освои повеќе? Кој ќе придобие повеќе? Кој ќе пороби повеќе? Кој ќе се истигне над другите повеќе? Јас правам повеќе од другите, затоа ќе сум повеќе од вас, повисоко од вас. Кога Бог е заслужен за се, тогаш нема поголем помал. Никој не е заслужен. Бог е оној што дава се. И тоа е дека проблемот што Павле го вели. Ние бевме, јас бев како ваша, вие бевте мои дечни, се уште сте мои дечни. Но вие мене ме третирате како ваш непријател. Зошто? Затоа што вистината ви е дадов. И тоа е многу важно, Павле овдека што го вели. Добро да ревнувате, вели. Добро човек да е ревносен, но да е ревносен за доброто. Вие бевте ревносни за доброто кога бев меѓу вас. Сега кога дојдат тие јудеисти, не се ревносни за доброто. И вие не сте ревносни за доброто. И ова е многу убаво предупредување. Многу лесно може човек во позиција на која знае вистината да премине во таа опасност на легализмот. Тоест, наместо да ги води луѓето до Бог, да ги починува луѓето на себе. Наместо да ги формира според Христовиот лик, да се ги формира според своите интереси. И таа опасност е реална. Реална на секој ниво на христијанска служба. Павле овдека гледам, она што е суштествено за Павле. Тоа е ослободен од себичноста. Тоа е ослободен од желбата тој да се покажува. Напротив, тој насекаде каде што оди се покажа кој е неспособниот, смирениот, никаквиот, тој нешто нема никакви сили и целосно зависи од Бог. Не се фали со некакви достигања, не се фали со тоа колку напишал, не се фали со тоа колку цркви оснивал, не се фали со сите искуства што ги има од Светиот Дух. Само еднаш што го прави во 2 Коринтини 10, 11, 12 глави, тamo вели, срам ми е дори што го правам тоа. Нетипично, не е по Бог што го правам тоа. Ама вие ме предизвикавте и јас да кажам нешто што јас сум поминал. Зошто Павле не ги прави тие работи? Зашто знае дека тој за ништо не е заслужен. И зашто неговата цел не е да ги придобива луѓето за себе, но да ги води до Бог, да бидат во Божото семејство. И на крајот завршува во последниот текст: чеда мои, за кој пак сум во родилни маки, додека не се обликува во вас Исус Христос. Зборот што го употребува чеда, текна или текнон, е
милозливиот збор, најнагалениот збор. Или чеда не е правилно, може по-добро е дечиња. Или ако веќе е чеда, чеденца мој. Тука е, како што кажа во овој текст, тоа е поинаков. Тоа е како мајка, како татко. Чеда мој, за кој пак сум во родилни маки. Што сака да каже дека бил некогаш и сега пак е во такви родилни маки. Тој бил во родилни маки тогаш, кога и основал црквата во Галатија, во галатиските градови. Поминал низ агонија, поминал низ бил каменуван, бил прогонуван. Можеме да читаме ни се што поминал таму. Дури и болести навлекол, ве гледаме. И сега вели повторно, пак напор, пак болка, пак агонија, пак грижа, пак молитва, пак страв, пак притеснение за вас. Што ќе се случи, кај ќе одите понатаму? Зошто? Што значи повторно? Пак ли ги раѓа? Повторно родилни болки. Калвин овдека се изразува така интересно, вели, тие во тој пат што го почнале, нели, на назадување, вели, се вратиле во состојба на духовни ембриони. Пак се како во стомакот на мајката. Тоест пак доаѓа, пак треба да бидат, тие веќе постојат како христијани, ама се во една таква ембрионална фаза вратени назад. Па сега Павле треба од таа состојба пак да ги врати на процесот на преобразба или обликување. Тука е употребен зборот. Обликување е збор морфо, тоест формирање. Од тука зборот метаморфоза. Тој збор метаморфоза исто го употребува Павле. Значи зборот морфонос како метаморфо во 2 Коринтини 3:18, каде што идејата иста. Дека ние како христијани треба да се преобразуваме во Христовиот лик. Има инсекти, има живи суштества кои поминуваат низ метаморфоза. Од ларва стануваат пеперога, тоест немата телесна структура се менува, се преобразуваат. Јас сум сега се чувствувам како една мајка која ве води пак низ тој процес на преобразба, но уште на самиот почеток со најголемата болка и најголемата агонија која се изживува. И сега ова, повеќе од зборовите, ова обликува е во пасивна форма, што не говори за негова заслуга или за заслуга на луѓето, туку за еден процес кој некој друг го врши. Еден процес кој, гледам овде дека духот јасно си е, кажано во 2 Коринтини 3, таа метаморфоза, преобразба ја врши духот. И кој е тука проблем? Што сака Павле да каже со тоа? Вие бевте таму на тој пат. И вие наместо уште да растете и во таа преобразба, вие одејќи кон законот, се назадувате и станавте пак ембриони духовни. Со други збори, легализмот тоа го прави. Легализмот не носи духовен растеж. Легализмот носи само назадување. Во духот, во Христос, во благодата, вие може да се вратите на вистинскиот пат. Тоа преобразување да се извршува. Секако, дека Светиот Дух во нас создаде копнежот и желбата, знаејќи ја љубовта на Бог со која сме придобиени, не потикнува и ние во таа љубов да му служиме, да работиме. Но сето тоа на крајот го врши, нели, Божиот Дух. И од кога кажува тоа, завршува Павле и вели, сега би сакал да бидам меѓу вас, иако ме очекуваат родилни болки, иако знам низ каква агонија пак ќе поминам, пак сакам да бидам. И ништо не би променил, само тонот би го променил, бидејќи сум во недоумица за вас. И сега, кога говори за тонот, тој го има тонот на посланието. Посланието е воинствено. Во посланието Павле е груб кон галатјаните. Неколку пати со чудене се обраќа им вели глупи, неразумни и така натаму. Не, ако дојдам меѓу вас, нема да бидам таков. Ќе бидам како мајка која внимателно се грижи за своите деца. Никој родител не сака да ги казнува своите деца. Секој родител сака тоа да го прави со љубов и со добро.
Јас, како родител, обраќајќи се со зборот чеда мој, дечиња мој, кога ќе дојдам, сакам пак да го живееме тој пат на духовен растеж. Не. Сега сум принуден да напишем едно такво остро послание. Зошто? Зошто сум во недоумица за вас. Но ако дојдам, и сакам да дојдам, да сум меѓу вас, тогаш ќе бидам со поинаков тон. Како една мајка која се грижи, се труди, како што Христос кажува, нели, во Ерусалим за евреите, да ги чува под своето крило на вистината. Вистината за Христос. И на крајот две работи на брзина. Павле е голем пример. Тие луѓе станале непријатели на Павле. Се гледат себе си како непријатели. Се го третираат Павле како непријател. Но Павле не се откажува. Пишува послание и вели дури, и во таа агонија јас пак сакам да дојдам меѓу вас. Зашто се плашам на кај одите, што се случува. Говорењето на таа вистина со љубов, тој продолжува со љубов да ја говори вистината, зашто е важна. Важно е за нас да си ја говориме вистината во љубов, зашто сите сме поврзани во едно тело и за општото добро е неопходна таа взаемна грижа за правилно да функционира секој дел. Се грижиме ли така? Или кога ќе тргне, гледаме да го турнеме уште повеќе, побрзо, да залета таму кон некој крив пат. И второ, тоа што се случува со галатјаните не е нешто невообичаено. Многу лесно секој може да заспие за вистината. Многу лесно може да тргне по некој пат на духовен пат, на духовен регрес. Зошто? Зашто легализмот е во нас, вграден е во нас. Зашто копнежот да бидеме повеќе од другите си е во нашиот стар човек, си живее. И сака да исплива на површина. Видејќи таа стапица да се докажеме дури пред Бог, да се покажеме и пред другите и така, да се наметнеме, па и да ги поробиме, е сериозна опасност. Зато треба да се држиме здраво до Бог. За Евангелието, да го изучуваме. Зато го изучуваме, зато се собираме, да се охрабруваме, да одиме по вистинскиот пат. Да продолжуваме, секојдневно да извршуваме со Светиот Дух во нас таа преобразба, христоморфоза. А само во благодата во Христос тоа се случува. Секој наш обид со делата, секој наш обид со собствени сили да се преобразиме води кон ембрионизам. Само во врската со Христос, во Словото, во молитвата, ние можеме заедно охрабрувајќи се, заедно учејќи се со љубов во вистината, ние можеме да останеме на тој пат. Се друго ќе не одврати. Зашто легализмот, паганизмот, зашто лажните учители се насекаде околу нас, постојано не бомбардираат, секојдневно се обидуваат да не завлечат и да погледнеме на вистината како на непријателство, како на противник. Да живееме во тоа општење, во тоа познавање на Бог, во таа врска блиска преку Словото, Евангелието, еден со друг и така да се преобразуваме, да доживеваме една метаморфоза во Христос, преобразба во Христос. Господ да ни помага во тоа. Амин.